Како што треба добро да ги познаваме правописните и правоговорните правила во македонскиот јазик, дотолку подеднакво важни се и правописните и интерпункцијските знаци. Во денешната епизода на Даскалот ќе дознаеме повеќе за тоа. Правописните и интерпункцијските знаци се знаци што се користат во различни ситуации и имаат различна функција. Но најпрвин да разјасниме што е тоа интерпункција, а што правописни знаци. Интерпункцијата е систем од писмени знаци со кои се означуваат почетокот и крајот на реченицата, границата и односите меѓу дел речениците и реченичните членови, интонацијата, темпото и паузите при зборувањето. Таа си има и свои правила за употреба на интерпункцијските знаци. Правописните знаци пак служат за разбирање на конкретен збор или група зборови во реченицата. Одредени знаци се користат и како правописни и како интерпункцијски. Интерпункцијски знаци кои ги среќаваме во реченицата се точка, запирка, прашалник, извичник, точка и запирка, две точки, три точки, загради, заоблени и квадратни, црта или тире, наводници и полунаводници. Интерпункцијските знаци кои се користат и како правописни се точка, запирка, две точки, црта или тире, цртичка, апостроф, коса црта, загради, звездичка, надреден знак, акцентски знак, белина или празно место и други. Например, со оглед на фактот дека не означуваат исто, зборовите не и не ги пишуваме различно. Не е негација и се користи во одречни форми, а не е кратка заменска форма. Надредниот знак или цртичката одлево кон десно над самогласката е правописен знак со кој ја означуваме таа разлика во значењето. Во некои од следните видеа ќе ги разгледаме интерпункцијските и правописните знаци поединечно, а дотогаш внимавајте на нив зашто суштински се многу важни. До следно видување, дечки!